Добар ден. Поздрав и убав ден од мене и денеска во 10 часот заедно со вас уште едно ново издание на Алфа Ординација, овој пат вторнично издание за оваа недела. Оние кои што вчера не следеа, на крајот од емисијата ја најавив денешната тема. Денеска зборуваме на тема за повреда и болка во рамото. Зборуваме на оваа тема и ќе објасниме што всушност може да ја предизвика болката во рамото, кои се најчестите повреди, а од тука и најсериозните повреди, кои се последиците од истото, што се друго може да биде причина за болка во рамото, но и што друго е пропратен симптом освен болката. Кога е вистинско време да се консултирате со доктор и како понатаму изгледа третманот во продолжение следниот еден час. Зборувам со мојот гостин, доктор Михајло Ивановски, травматолог во болницата Аџибаден Сестина. Добар ден за вас, доктор Михајло, добро дојдовте во Алфа Ординација. Денеска ќе зборуваме на тема повреди и болка во рамото, која што, еве, од ваше искуство сметам дека е честа појава. Најпред благодарам за поканата. Добар ден на вас, на гледачите. Болка во рамо, да, честа појава, чест симптом, честа тегова која што ги малтретира. Така, нараски кажано, луѓето како помладите, така и повозрастните. Болката е таа што ги ограничува во извршувањето на секојдневните активности, не им дозволува да нормално функционираат и предизвикува да се чувствуваат непријатно. Да. И болката е таа која што всушност ќе ги натера да посетат доктор и се разбира да го лоцираат проблемот. Телефонските линии денеска се отворени за оние кои што имаат прашања или пак можеби оние кои што во моментов се соочуваат со таков проблем, а ние на почеток за да нашиот концепт биде нели како што треба и да има една целина, би можеле да објасниме за тоа каков зглоб представува рамото и од што се состои. Така. Рамото е да речеме зглоб кој што го извршува најкомплицираното движење во телото, односно тоа точно наречено циркумдукција, односно се движи во сите насоки, а од друга страна па е многу плиток зглоб. Значи зглобните површини се плитки, така да оттаму и потекнува големиот диапазон на повреди и симптоми што се јавуваат кај рамото. Него го држат еден куп тетиви, мускули, лигаменти кои што ги извршуваат тие движења. Рамениот зглоб како зглоб е подложен на повреди, анатомски како повреди на коските, раскавицата, така и станува збор и за повреди на тетивите и на мускулите. Од друга страна пак болката понекогаш се јавува и спонтано, поради, како што би рекле, overuse, односно прекомерно оптеретување на самиот зглоб, на сите оние структури што ги спомнавме, кои што во секојдневната пракса, нели, од најобично пишување, куцање, па до кревање тежок терет, го користат, односно ги се оптеретува зглобот, така да и кај овие движења доаѓа до едно континуирано оптеретување, кое што понатаму доведува до континуирана болка. Да. И сега ќе ги разграничиме во продолжение на разговорот причините кои што доведуваат до болка во рамото. Споменавме тоа се под еден повредите или некакво оптеретување дополнително, значи на рамото кое што ја предизвикува болката, но што се друго може да биде причина за таа болка во случај на одредено заболување на зглобот и слично? Така. Ќе ги спомнеме посебностите, ќе ги разграничиме, меѓутоа нели многу е битно кога се работи за болката во рамото како зглоб да се разграничи дали се работи за болка во рамото, понекогаш таа болка потекнува и од вратот, односно вратните нервите кои излегуваат од вратниот ребот ги нервираат двете раце, вклучувајќи го и рамото, така да многу често пациенти кои што доаѓаат со болката во рамото всушност и немаат проблем со рамото, станува проблем за една вратна спондилоза, односно проблем во вратот кој што исто така соодветно треба да се дијагностицира понатаму и третира за да се санира и болката во рамото. Кога станува збор за конкретно болка во рамото, како што спомна, може да се работи како за повреда, така и за некои други проблеми. Кога ќе спомнеме за повреди, најчесто станува збор за фрактури, за скршеници, како кај помладите, така и кај повозрастните луѓе. Кај помладите луѓе станува збор за најчесто повреда при пад или удар, најчесто тоа станува збор за high energy травма, бидејќи сепак тие коски се цврсти за да се скршат, а кај повозрастните и најобичен најмал пад на тврда понекогаш дури кај остеопоротични коски со самото подпирање
на маса или на врата или на било кој предмет, доаѓа до нарушување, односно напукнување на коските, што е проблем во предел на рамот. Најчесто се крши делот под самата глава, односно нели анатомски тоа е хируршкиот врат на главата на хумерусот, каде што понатаму треба соодветно да се третира. Кога станува збор за мекоткивните повреди, тука како повреди најчесто се работи кај млади луѓе при незгодно истегнување, движење, кревање тежок товар. Ќе ги спомнеме спортистите, поготово спортистите кои се работат со оверхед спортови, како ракомет, одбојка, пливање, тенис, кај кои што доаѓа до руптури, кинење, оштетување на тетивно-мускулниот, односно лигаментарниот апарат на рамото, кој што понатаму треба исто така соодветно да се диагностицира и третира. И на крај ќе ги спомнеме и оние во народот често нарекуваат периартрит како диагноза, односно воспаление на рамото од прекомерно оптеретување, од наобична работа, од пеглање, што ја знам, чистење на теписи, доаѓа до воспаление на дел од тие тетиви и мускули, кои што и оштетување, односно артритични промени на зглобовите, на зглобот кои што дава таква континуирана, долготрајна болка, која што американци викаат е annoying, е досадно. Да, и во сите овие три случаи се разбира дека треба посебен или дополнителен третман, пред се првенствено диагнозата од што е предизвикана болката и која е причината или зашто се работи, а потоа и како би требало да се третира. Освен болката која што и во трите случаи како причина за повреда за болка во рамото е симптом, што друго се чувствува или што би ги разликувало овие три категории, да кажем, или причини на... Така. Болката е она што прво и основно ги носи пациентите на доктор, кај повредите е јасно. Значи, имаме механизам на повреда, пат, траума и е јасно дека нешто се случува и тие пациенти најчесто веднаш се уват на лекари, тука нема дилема. Понатаму се оди со понатамошната диагностика и третман. А од друга страна пак кај онаа континуирана болка не често доаѓаат пациенти на лекар, односно проаѓа некое време каде што нели ќе ми помине, па тоа ми е понекогаш е пропратена со трнење на рат на прстите, со болка која што се спушта кон лактот. Меѓутоа најчесто пациентите доаѓаат на лекар кој веќе не може да го движат зглобот. Односно таа болка толку многу ги ограничува, значи знаат дека не е нешто страшно, не е скршено, меѓутоа е толку болно што они веќе не можат раката да одлепат од рамото, односно почнува веќе да ги ограничува во секојдневната активност. Тогаш најчесто доаѓаат луѓето, иако кога ќе ги запрашате секогаш велат па 3-4 дена ме боли, ама денеска више не се издржува. Да. Но веројатно ајде ќе позборуваме за тоа и во продолжение кога станува збор за диагнозата, колку е добра раната диагноза и колку е подобро да порано се дојде на доктор, но имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Пред се од Кичево се јавуваме, поздрав до докторот, до водителката. Поздрав и Имам проблем со рамото, десното рамо. Пред една година во една точка ме болеше, сега целосно, како што е горе рамото, целосна болка, невидена болка. Значи се јавив на доктор, ми дадоа инекси, 5 примив, и кетонал, аналгин и дизапам. Ги примив инексите и поново пак истите болки, ненормални болки, значи. Ми дадоа поново некои за болки да ги пијам и значи спас немат. Сега ми дадоа упут за вокостозлобна да на 18 декември, ама тие се неиздржливи болки. Значи јас со левата рака, десната рака е подкренувам за да нешто фатам ако треба. Ве молам нешто да ми одговорите. Да. Што да правиме. Добро, благодарам за јавувањето. Значи од оваа кратка анамнеза, значи на господјата, значи болката е најверојатно во рамото, пробале со терапија за обезболување, треба да се додиагностицира, односно треба да се види конкретно што се случува со соодветна снимка, да се види што конкретно е проблемот. Би препорачал физикална терапија и евентуално, ќе го спомнеме после тоа и во третманот, инекции кои што би се ставале директно во рамото. Така да... Тие се алтернативите на лекување, секако
Треба да се да се види што точно се случува. Инаку според тоа што кажа, најверојатно болката во рамото. Веќе е таа фаза кога не може да се мрда раката. Односно со едната рака си ја помага другата за да Да, се како движи. што каже самата гледачка, очигледно користи медикаменти против болка, што значи дека и болката е веќе интензивна. Во однос на ризик фактори, кога би можеле да споменеме, рековте дека кај повозрасните луѓе остеопорозата може да биде причина за полесни фрактури или повреди, што ета и нашите гледачи знаат, и многу пати сме обработувале остеопорозата како тема, па знаеме што всушност представува тоа и бидејќи е предизвикано од лесна кршливост на коските, но што друго може да се вметне тука како ризик фактор? Како ризик фактор ги спомнавме спортистите, односно ќе спомнеме работата која е професијата. Ризична професија. Да. Ризик фактор е професијата, односно како што некои професии повеќе ги оптеретуваат работот дали ради седење, дали ради возење автомобил, се едно, така кај оние луѓе кои што рамото го користат малце повеќе од другите, тоа е ризик фактор. Ги спомнав спортистите како кои и тоа не било кои спортисти, но оние што се бават со оверхед спортови, односно ги спомнавме спортовите. Да, значи тоа е. Да, тоа е од друга страна нели физички активни луѓе, физички работници кои што нели креваат, работат, истите тие работи, исто така. Значи луѓе кои што работат на објекти, значи за нечистите тие се тоа е ризик фактор за овој тип на болка како што спомна пациентот, која што се јавува постепено. Односно тогаш не станува збор за повреда на коските, меѓутоа најчесто станува збор за повреда на меките структури. Тие не се повредуваат наеднаш, да речеме се кинат, него едноставно со текот на времето тој дел од рамото кој што се вика ротатор кав, кој што се составен од 5 мускули кои што стојат како една лепеза, со текот на времето се оштетуваат, се тријат, делумно се кинат и тоа е она што ја предизвикува таа континуирана болка. Тоа е она што на времето се крстеше све периартрит. Периартрит како диагноза веќе се напушта, бидејќи периартритот е една глобална состојба. Сепак за да се случи таа болка треба да имаме повреда, треба да имаме најчесто тоа е повреда на некој од ротаторите, супраспинатус, инфраспинатус, субскапуларис, тоа се мускули кои што со соодветна диагноза, со соодветен клинички преглед и на крај рентген диагностика дават точна диагноза и во зависност од пациентот состојбата се соодветно и третира. Имаме следно прашање од гледачот на линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Слушаме, може едно прашање за докторот. Да, се разбира, повелете. Видите, јас сум човек мочив години, ама доста витален, доста се осеќам витално. И едно вратило имам дома и секој се бајле се истегнува така, ќе се фатам да вратилото, ќе се истегнам. Меѓутоа направив едно 3 години пауза и сега се фатив за вратилото да се истегнам, чим се фатив одмам добив големи болки у рамото. И сега еве поминал тога 2-3 месеца болките не престануваат. Тоа се има случајно. Добро. Може ли да ми каже докторот? Вас може да ставиме во онаа група на оверхед спортисти во моментов, односно се работи за истегнување на дел од ротаторите кои што ги спомнавме. Значи тоа се мускули и тетиви во предел на рамото кои што баш при такви незгодни движења, како што спомна гледачот, истегнување на вратило, некој од нив се има најверојатно истегнато, делумно, парцијално скинато или свеедно, што ја дава таа болка веќе 2-3 месеци. Добро го разбравме. Со оглед, пошто рече дека е поводрасен пациент, значи најпрво терапија за болка, дали на уста, дали локално со гелови, доколку се посмери болката физикална терапија, и ако и тоа не помогне, јас би препорачал апликација на инекции директно во рамото. Имаме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Имам едно прашање до докторот. Да, ве слушаме. Пред 10 години ми вртеше како ветар на рамото лево. Јас сум 50 годишен маж. И неколку дена така ми вртеше ветар, фати го рамото ладно камен. Се обратев кај доктор, стоматолог. Појдов таму и ми велит дали имаш повреди, немаш ово, оно, му велам ништо, ни повреди, ни ништо, само ми дува ветар. Отрече купена инекција од 300 денари како прашок. Таа ти била блокада, веројатно. Ми велеа да не удирам блокада, ама блокадата била штетна, веројатно. Тој ми удре во рамото, што рече доктор, го пратам. По 8-10 години пак ми се врате болката.
Тогаш ми оздраве, ама 10 години, еве сега пак ми се. Пак појдов кај него, истата песна. Оди купи инекција, ми удри во рамото блокада, исто веројатно, ама раката ми помина, ама еве сега након 2 месеци пак ме врти. А не е ни удрена, не е ни скршена, ни шината, ни од работа, ни од ништо. И имам болки, сега и клавам топли облоги на рамото. Одев на физикално, ама болката пак ми се врати. Дошто е до тоа. Добро. При возраста, значи 50 години, значи треба да се види што точно се случува. Ворете 10 години поминале од претходната инекција, што е една од опциите на третман. Да. Колку добро или лошо, тоа е дискутабилно, меѓутоа е една од опциите на третман. Пред треба да се додиагностицира. Тука заслужува се напредна магнетна резонанца за да се види што се случува точно со меките структури околу рамата, бидејќи на таа возраст не е исклучено и понатамошен оперативен третман доколку е потребен, да. Затоа што очигледно едната инекција делува 10 години, другата 3 месеци, наредната нема воопшто делува, така да. Да. Не е целта само да. Да. Имаме гледач? Да. Добро, ајде да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до водителката и до вашиот гостин. Сакам нешто да го прашам. Јас пред неколку месеци добив јака болка во рамото, значи беше многу јака на вистина. И без да се снимам и ми рекоа дека имам остеоартритис. Добро. И после третиравме, тоа не е битно, него битно беше што еден доктор беше исто така во емисија. Јас го прашав за дијагнозата затоа што мене на вистина ме болеше, не сум глумица, и тој ми рече дека тоа не е дијагноза, тоа не е ништо. А ако не е ништо, зошто ја имав болката, баш ме интересира дали знаете да ми кажете, зашто ете пак ми се повторува, значи јас уопште 10 дена не функционирав, дали тоа не е ништо или не треба да барам понатака некои други исследувања. Благодарам многу и поздрав. Остеоартритот е промена која што се случува на зглобовите. Меѓу другите зглобови се случува и во зглобот на рамото. Во делот на рамото се наоѓа акромиоклавикуларниот зглоб, кој што исто така знае да направи артритични промени кои што понатаму даваат болка. Не е дека не е ништо, апсолутно треба да се додиагностицира тоа, затоа што тоа е тој зглоб кој што дава таква долга болка која што трае па се смирува и повторно нели се појавува. Да, така но ја има, не исчезнува. Не исчезнува токму така, не исчезнува додека не се санира проблемот комплетно. Така да остеоартритот на акромиоклавикуларниот зглоб кој што е дел од рамото, знае да даде таква симптоматологија, знае да се види на рентгенска снимка, меѓутоа и со соодветни доиследувања за да се реши проблемот. Имаме и следно прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете. Ме слушате? Да, во програма сте. Вака, јас имам болка во рамото, ама повеќе ми и од позади болката, така кај глуждот до наколската грбна што е. Ноќни болки болат, не престајно, физички многу сум активна со работам, а сега овие 2 недели болката не се издржува, значи. Немам инекции ставано, а имам по снимка последна искривување на рабетниот столб, а на кичмата имам тешка дискосхернија. Тоа сега да ви кажам, најверојатно проблемите потекнуваат од вратот, она што го спомнавме. Таа болка во плешката, што би рекле, односно околу скапулата, е во таа паравертебрална мускулатура која што најчесто потекнува од ребето, односно нервите на ребето, така да тука треба да се диференцира дали е проблемот од вратот или од рамото, личи дека е од ребетот во вашиот случај, така да понатаму и соодветно би се третирало тоа. Така. Зимата е период во кој што рекреативците, кои што ги сакаат зимските спортови, особено се изложени, да речеме, на тој поголем ризик или поголемата веројатност од одредена повреда. Тоа веројатно го кажува и вашето искуство во овој период од годината, но и генерално. Така што ете во делот одговора за тоа кои се најчестите повреди кои што се случуваат и на кој начин тоа се случува, може и совет за предпазливост, кој што сите го знае, но тие се непредвидливи работи. Совет дека треба се спортува да се рекреира, треба. Да. Без оглед на ризиците, ризиците се тука. Ризик секаде постои. Секаде постои. Меѓутоа зимските спортови јас за нив посебно пошто јас многу ги сакам, така да морам да кажам дека се многу спортови, нели, бели спортови, така да скијањето топло го препорачувам на сите, дури оние што не се рекреираат. Меѓутоа ризикот од паѓање секаде постои. Кај повредите на рамото ги спомнавме фрактурите, не ги спомнавме луксацијата, изместувањето на рамениот зглоб, кое што некојаш
да речеме доста честа повреда како при скијање, така при лизгање, така и кај возрастни луѓе при лизгање на мраз. Таков период не иде, нели? Ладно време, снег, мраз, повреди при пад. Луксацијата на рамо е повреда која што пред се ги оштетува меките структури на рамото. Лабрумите, рскавиците, тетивите. Третманот понатаму е сеедно конзервативен или оперативен. Меѓутоа, повредите при лизгање најчесто настануваат или при директен пад на рамо или при заштитување пад на исправена рака. При пад на исправена рака се најчесто повредуваат другите делови од раката, меѓутоа рамото најчесто при директна травма, директен пад. Без оглед на ризикот треба се спортува. Така. Ние во продолжение на денешната емисија ќе зборуваме и за тоа како изгледа дијагностицирањето или методата, дијагностичката метода се разбира, а понатаму и третманот во однос на тоа што е предизвикана булката и каде лежи причината, кој е соодветниот третман, пред да имаме кратка пауза со реклами која што обично имаме во 10:30, ќе го вклучиме гледачот, па ќе направиме пауза. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата. Поздрав. Вака сега пред месец дена имав болка во лакава. Почна да ме чеше. Шо е проблемот? Рекол, ја прашувам, па и жената ја прашувам, и моите ги прашувам, шо е? Рекол, шо ме чеше ова, реков. Вика дека немам ништо. Утре дента отидов на лекар, ми рекла дека имам херпес на ракава цела. И сај нервот ми е запачен, така да ракава месец дена ми нагоре надоле со тешкоти ја кревам. Некој јапче ми дадоа само 5 пати по 4 комада да ги пијам, 2 недели. Болки ненормално навечер само имам. Дење немам толку и сега палецот и показателот што е вамо ми се утрмети. Дали циркулира крвта или не. Ако знаете за тоа да ми кажете што е проблемот. Кај да барам чаве. Благодарам. Тоа е мисечини во областта на неврологија, така? Да, херпесот е веќе чим е дијагностицирано, тоа е заболување кое што треба медикаментозно да се третира. Да, знае за не е проблем со крвните сади, проблемот со нервите и затоа и трнат тие два прста, невролошко заболување кое што знае ужасно да боли. Потпуно го разбирам господинот, така да на друго место треба да се бара. Дефинитивно треба на лекар, терапија медикаментозна, најчесто и гелови се даваат кои што помагаат. Ќе направиме пауза и ќе продолжиме со она што е следно во вториот дел, дијагнозата, третманот, соодветното лекување и ефекти од истиот. Останете со нас на ОФ. Продолжуваме со нашата денешна тема во вторничното издание на Алфа Ординација. Зборуваме за повреда и болка во рамото и во првиот дел од емисијата всушност објаснивме каков зглоб представува рамото и од што се состои, што најчесто може да биде причина за болка, тоа се повредите, при тоа одредени заболувања кои што може да се случат токму на овој зглоб, но и другите работи кои што ги споминавме и болката како еден главен симптом кој што се појавува. И сега се поставува прашањето кога се е вистинско време да се посети доктор, дали кога ќе ја почувствувате болката треба веднаш да одите на консултација или пак како што претходно кажам од гостин доктор Михајло, кога веќе болката има поголем интензитет, тогаш веќе можеби е и малку доцна, иако сепак постои третман и постои решение. Повторувам, мој гостин е доктор Михајло Ивановски, травматолог од Систина, Џипаден Систина, а инаку ова беше знак дека имаме гледач, така што ќе може да го вклучиме и да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до студиото и до докторот. Поздрав. Ми се јавува болка во рамото и докторот ми препиша Охрид до рета од појаките. Сега, една недела пијам, се мачкам со ракија, гроздова јака ракија. Болките 90% ми се намалија, само на едното рамо. Недела дена ви кажувам повторно, се мачка со ракија, гроздова и болките ми намалија. Дали нешто друго би го молил докторот, некоја друга терапија или некој маз да ми кажете? Сега е вистинско време да посетите физикална терапија, односно отидете кај физијатар да ви препишат вежби и дел од физикална терапија. Во фаза кога имате болки тоа не се препорачува, меѓутоа чим 90% ви се намалени симптомите и болката, сега е право време за физикална терапија. Масажи, бање или
то секако они ќе се одлучат што од физикална терапија. Како изгледа методот на диагностицирање кога еден пациент ќе дојде со поплаки дека има болки во рамото, а зборимо некои што веќе се повредиле, знаат што е тоа и тоа е веќе лесно, веројатно и вие го знаете веднаш, но како изгледа целокупната диагноза? Генерално чим веќе дошол пациентот до нас, значи нешто стварно се случува. Како и за сите други диагнози, потребен е една убава пред се анамнеза, а потоа и клинички преглед, со што веќе горе-доле се диференцијално диагностички расчистува дали се работи за рамото, дали се работи за оно што спомнав делот од дрбето. Така да после тој преглед веќе знаеме отприлика за што се случува, за да понатаму продолжиме со додиагностицирање, да ја потврдиме клиничката слика. Најчесто започнуваме со една обична рентгенска снимка, на која што знаеме дека не е повреда, не бараме скршеници и фрактури, доколку знаеме е полесно. Меѓутоа има промени на рентгенска снимка кои што ни даваат понатамошни насоки што понатаму. А за една дефинитивна диагноза на повредите, како мекоткивни, така коскени или раскавични на рамото, магнетната резонанца е златен стандард, што ни дава точна диагностика што се случува и од каде потекнува болката. Врз основа на клиничкиот преглед и рентгенската диагностика продолжуваме понатаму со третманот. Диагнозата е добиваме врз основа на тие. Така. И сега кога ќе се добие диагнозата и кога ќе се утврди која е причината, како се одредува кој ќе биде третманот? Во смисла на тоа дали ќе треба и е неопходен оперативен зафат, хируршки третман, или пак првенствено може да се оди на конзервативна терапија? Така. Третманот зависи од повредата, зависи од пациентот, односно од очекувањето на пациентот и од понатамошните активности. Доколку се работи за повреда пред се скршеница, пак ќе кажам, во зависност од типот на скршеницата и од возраста на пациентот и од неговите очекувања, третманот е конзервативна со имобилизација или хируршки. Ке помладите пациенти, пошто сепак се работи за рамен глоб, најчесто тука тие завршуваат со оперативен третман, остеосинтеза, додека пак е повозрастните луѓе не секогаш се брза, бидејќи сепак тоа е оперативен зафат кој што е стрес за организмот, а рамото е зглоб кој што е, како што кажав, кружен зглоб кој што многу добри резултати дава и со конзервативен третман, со имобилизација. Треба да се процени дали ризикот од операцијата е поголем од она што би го добиле со имобилизација и со гипс. Тоа е кај оние повреди повреди при пад со скршеници. Кај луксациите, кај изместувањето на рамениот зглоб, тоа е повреда која што дефинитивно треба да се реагира, треба да се врати зглобот на место, најчесто тоа е во една краткотрајна анестезија, се направи репозиција, понатаму се одредува што со третманот, повторно ќе кажам, исто така зависи од возраста и од очекувањето на пациентот. А кај оние повреди кои што се, како што видовме од јавувањето на гледачите, најчести болка во рамото која што трае од месец до пар години, кај тие повреди генерално не се брза. Кога ќе добиеме добра, убава диагноза, најчесто почнуваме со конзервативен третман, медикаментозна терапија, гелови, пошто следува физикална терапија, пошто ќе видиме како е пациентот. Доколку со физикална терапија симптомите се намалени, болката намалена, пациентот се враќа на нормално функционирање, тогаш тука завршуваме со третманот, се продолжуваме понатаму. Доколку не, опција на третман се апликација на инекции, директно во рамениот зглоб и во околните структури. Една од опциите е кортикостероид со анестетик, односно тоа нарочно го вика блокада, а другата опција, рековме, ќе го спомнеме и ПРП-то. Да, ПРП-то ќе го спомнеме, во продолжение. И сепак ќе кажам, кај помладите луѓе, пред го спомнеш се на 50 годишна возраст, тоа го ставам во помлади луѓе, доколку ништо од овој третман не помогне, тогаш се размислува за артроскопски. Народ ќе рече ласерски, не е тоа ласерски, тоа е артроскопски третман на повредите во рамото, при што сите оние истегнување и кинење на тетиви кои што ги спомнавме, кои што даваат таа болка, се решаваат, се санираат со еднодневна хирургија која што понатаму ги враќа луѓето во нормално функционирање. Кај младите луѓе и спортистите сме малце поагресивни, односно не ги оставаме толку долго да чекат, поготово кај спортистите кои што немаат едноставно толку време, него треба што побрзо се вратат на терен. Кај ние сме поагресивни и малце побрзо размислуваме за хируршки третман. Имаме уште неколку прашања во контекст нова, но имаме и гледачки, го слушнеме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас до студиото и до докторот.
Поздрав и до вас. Едно прашање до докторот. Да. Докторе, пред 3 дена нешто ме болеа во левата страна. Јас мислев се дека е боврк, али испадна нешто сега друго, нешто почна цялата нога да ми се коча, нарочито кога мирувам, кога седам, не можам да станам. Бека и мојот матичен ми даде инекции, примав у петок, сабота и недела. И да ви кажам право, како ништо да не ме, како да не сум примал инекции. Како за против, повеќе боляви имам. Може ли нешто да ме посоветува да ве молам? Од она што го кажувате, болката е во лумбалниот дел на ребетот, бидејќи спомнавме бубрек и долен дел, значи долен екстремитет ногата, така да најверојатно теговите симптомите се од лумбалниот дел на ребетот, така да треба да се доиспита тој дел со соодветна терапија и најверојатно понатаму рехабилитација. Во однос на третманите кои што ги споминавме, за сите три имам по едно подпрашање. Прво, кога е неопходен хируршки третман или оперативен зафат, што е важно за самиот пациент со оглед на возраста се разбира, да знае пред и постоперативно во однос на тоа каква е повредата, колку брзо навремено се реагира пред оперативно и колку полесно се закрепнува постоперативно, што би требало да знае самиот пациент. Прво, тоа може да кажеме. Кај фрактурите, кај повредите, доколку се одлучиме дека тоа треба оперативно да се третира, тоа е најдобрата опција за пациентот, затоа што има фрактури кои што колку ги да ги третираме со гипс не може да растат. Значи не и со месеци се носи гипсот, тоа е тоа, значи мора хируршки да се тренира. Тоа се најчесто отворени операции каде што се става остеостенски материјал, односно плочки и штрафови кои што ја држат фрактурата и кои што постооперативно за пациентот што значи повеќе болка, меѓутоа пак значи побрза рехабилитација, побрзо зараснување и побрзо враќање на нормалното функционирање. Кај мекоткивните повреди кои што се третираат хируршки, тука збориме за многу побрзо враќање во нормално функционирање, бидејќи нема резови, односно се прави сите тоа се вршува низ 2 до 3 дупчиња, народски кажано дупчиња, резови кои што низ кои што со камера и со инструмент се решава проблемот во рамото и рехабилитацијата оди многу побрзо и враќањето во нормално функционирање многу е порано и побрзо. Пациентот мора да свати дека со оперативниот зафат добива многу, меѓутоа мора пак да знае дека може да изгуби нешто. Така да тоа велам, нели, сепак треба да се стави на кантар што добиваме, што губиме. Освен кај повредите кои што мора, во животот мора, треба да се третираат хируршки. Имаме повторно прашање од гледачот. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, се на поздрави многу до вас. И едно прашање. Многу ми крцкаат костите, злобовите. Немам болки тогаш, ама ми крцкаат. Не знам што е проблемот и како да ги лечам, што да преземам нешто со искрена со. Добро. И толку е. Поздрав пак. Добро, ви благодарам за јавањето. Претпоставам дека се работи за господја повозрастна. Крцкањето во зглобовите е знак за оштетување на раскавицата. Сите зглобови во телото се обложени со раскавица, тоа е оно што го прави движењето во зглобот мазно и функционално, кое што текот на времето се троши. Едноставно така е створен нашиот организам, сите ние ја трошиме. Како проаѓа времето, доаѓа до крцкање, мелење или како сакате да кажете тоа во зглобовите. Тоа е оштетување на раскавица, хондромалација која што е неизбежна, која што не може да ја санирате никако посебно. Исхраната може да влие, колаген, хиалурон, сите тие работи помагаат, меѓутоа сепак времето си го прави своето. Во однос на медикаментозната терапија или оние пациенти кај кои што е соодветна таквата терапија, веројатно тоа се нивни прашања кога ќе им се препише за тоа колку на колкав период и како треба да се применува и бидејќи станува збор за болка, нели? И елиминирање на проблемот кој што го имаат, дали со таквата медикаментозна терапија по известен период на примање на истата може да се реши проблемот или тоа продолжува во континуитет со одредени паузи? Може да се реши проблемот, поготоа кај пациенти кои што се во една порана фаза дојдени на лекар, со соодветна медикаментозна терапија која што вклучува аналгетици и лекови кои што ја релаксираат мускулатурата, во комбинација со локална апликација на ладни облоги, борова вода, мраз, ракија, како што спомна еден од гледачите, и соодветни гелови, значи се намалува болката, пошто
сепак се препорачува физикална терапија за да се заегнат останатиот дел од тетиви мускули, односно да преземат функцијата на оние оштетени, така да тоа би било она што може да помогне во тој дел околу медикаментозната терапија. Може да се повтори, меѓутоа сепак Зависи од... да. Јас да сум хирург, сакам да оперирам, меѓутоа секогаш почнувам од конзервативниот дел, доколку е тоа возможно кај пациентот. Имаме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака едно прашање за докторот. Се работи за млад, 24 години, оперираше рамо. Му излегуваше од зглоб и тоа ортроскопска операција е направена пред година и нешто. Меѓутоа, човекот се бави со пливање, плива, меѓутоа пак има последици од тоа, му излегува пак рамото. Шо понатака? Добра. Значи, очигледно се работи за млад пливач, се бави значи со оверхед спортови. Добро е што е направена артроскопска интервенција и што е фиксирана таа луктата, меѓутоа бидејќи повторно се случило, значи најпрво треба да се види да се додиагностицира. Инаку во 3 до 7% од сите артроскопски решени предни луксации на рамото знае да се релаксира, односно се повтори повредата, доколку се работи повторно за оштетување. Тоа ќе го покаже магнетна резонанца. Мој совет е да се направи уште еден обид, односно уште една артроскопска интервенција, бидејќи тоа е сепак минимално инвазивна, бидејќи со малце поголема апликација на делот капсулата може да се содржи зглобот, да се фиксира. А последната, третата опција, според мене, доколку се случи повторно, е коскена операција, односно има операција која што е отворена за да не се изместува рамото. Мој совет е да се направи нов магнет и да се, доколку е потребно, уште една артроскопска интервенција. И во однос на третиот третман, тоа е имплицирање на инекција во рамото. Колкава е ефикасноста од истото? Кога точно таа импликација на инекцијата се препорачува во однос на овие два претходни третмани или опции кои што постојат, кои што ги споменавме, и каков е ефектот во однос на време, во однос на исто елиминирање на болката, исто тоа е проблемот? Така. Апликацијата на инекциите интраартикуларно, односно во делот на пределот на рамото, е некаде помеѓу конзервативниот третман и оперативниот третман, што би се рекол план Б. Апликацијата е интраартикуларна и мекоткин, односно во субакромијалниот простор. При апликација на кортикостероид заедно со анестетик, значи болката моментално исчезнува и понекогаш што е добро, бидејќи пациентот потоа може да вежба, да работи и функционира. Според некои американски протоколи, тоа е една од опциите. После болката, доколку со физикално се смири, се аплицира тоа до 3 пати максимум, доколку тоа не помогне, тогаш се оди на оперативен третман. Тоа е еден од протоколите. Другиот опција е, јас искрено не секогаш ја препорачувам, и тоа е опција. Другата опција е апликацијата, рековме ќе спомнеме ПРП, плателет рич плазма. Тоа е опција, тоа е третман кој што нели крв од пациентот се обработува и се боцка директно назад во рамото. Тоа е што ја се кажувам нешто што вреди да се проба, затоа што не може да наштети. Апсолутно природно крвта од пациентот се обработува и се враќа назад, не може да се гарантира дека ќе помогне, меѓутоа во голем број од пациентите тоа помага. Да. Имаме повторно гледач. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од Нов Зеланд, ја гледам вашата емисија, контактна емисија, ве поздравувам во студиото. Поздрав и и до вас. да го прашам докторот ако може нешто да каже за вештачко рамо, shoulder replacement. Јас сум слушнала за вештачко колено, вештачки полк, ама не за shoulder replacement и кога е превораслива таа операција. Благодарам, пријатно. Благодарам и вас и за вниманието од Нов Зеланд. Да, убаво прашање, благодарам за прашањето. Не го спомнавме вештачкото рамо како опција. Не го спомнавме од причина што се работи, мислам постои како опција на третман, се работи тука, меѓутоа не е на ниво како колкот и коленото. Ке промената на колениот зглоб и коленото, значи веќе и самите импланти и самите интервенции на тоа ниво да после тоа луѓето да функционираат најнормално. Кај рамото се уште ендопротетиката не е на тоа ниво. Има протези кои што се аплицираат пример, односно има толку лоши фрактури, толку лоши повреди, поготоа кај повотрасни луѓе, што зглобот е толку скршен, на толку дел искршен што не може да се собере. Едноставно примерно се става протеза, ендопротеза, а има и протези кои што се ставаат кај артритични промени на рамениот зглоб. Велам не се на тоа ниво затоа што
после апликација на ендопротеза, движењата во рамото никогаш не се такви како при Што биле колк. А не како кога ќе се стави, Така да. Сакам да кажам, не се на тоа ниво. Да. Апсолутно не се на ниво како претходно. Така Да. затоа и опцијата на ендопротетика на рамо секогаш се става на крај. Ке повредите, ке фрактурите. Дури се пробува да се направи остеосинтеза, да се соберат сите тие парчиња, да се фиксираат, па ако не дај Боже не зараснат се става ендопротеза, отколку примерно да се стави ендопротеза, поготово кај помлади луѓе. Кај повозрасни луѓе се оди на протеза на рамо, се става, со тоа што однапред треба да знаат пациентите дека движењата, да, ќе функционираат, ќе може да идат сами во тоалет, ќе може сами да се хранат, да си готват, меѓутоа нема да може да ги имат оние движења како што ги имале пред сам. Имаме уште едно прашање. Добар ден. Добар ден. Добар ден. До докторот и до водителката. Поздрав и до Имам вас. едно прашање до доктор. Јас ме боли десното рамо, без на рентген, диагностични навод, дископатија, LP5S1, иницијални спондилаторни промени на теха и кичма. Ме пратија на физикална, отидов на физикална, таму докторката дека е многу ограничена со лекарства, затоа што имам белодробни проблеми, течност во плеврата и дека е ограничена со лекарства и само ми даде шумечи. Само момент да ги прочитам. Стабифлак. И сега, докторе, понатака, што може да ми помогнете? Од извештајот што го прочитав се од рентген, значи зафатеност на лумбалните и на торакалните пршлени, добро чув и болка во рамото. Тоа не е снимано, нема рентгенска снимка, меѓутоа како да е проблемот од рветот потекнува и затоа и таа болка што се јавува. И сега физикална терапија тука да малце се ограничени колегите затоа што плеврални или пропратни проблеми кои што не сите типови на физикална можат. Меѓутоа сепак мислам дека дел од вежбите, поготово пливање, базен, вежби за паравертебрална мускулатура може да се работат без струи, без тие останати методи кои што може да влијат. Терапија за болка, за релаксација мускулатурата и гелови, така да тоа е тоа што може да помогне. Кај сите оние пациенти кои што без разлика дали имале хируршки третман, имаат проблем, примаат медикаментозна терапија или е употребен некој од останатите методи на третирање, дали сите тие се кандидати за физикална терапија? Како се препорачува, како и не? Па, да, во принцип сите се кандидати за физикална терапија, порано или покасно, вклучувајќи на сите, баш сите. Постоперативно секако следува физикална терапија без исклучок. Тоа е план С. Јас секогаш реков, значи спомнав дека после медикаментозна терапија, односно после смирување на тегобите на болките, се препорачува физикална терапија, затоа што во фаза кога има болка, тоа не е дозволено и не е препорачливо. Во фаза кога ќе се болката купира, дали со терапија медикаментозна, дали со инекции, се препорачува физикална терапија, која што доколку помогне, понатаму во зависност од возраста, минимум еднаш годишно се препорачува. Тоа се 10 до 14 терапии годишно кои што не може да влијаат лошо, може само да помогнат. И бидејќи се приближуваме кон крајот на денешното издание, во склоп на оваа тема, се разбира дека ќе споменеме превенцијата и превентивните мерки унаму каде што би можеле да превенираме или што се би можеле да направиме во однос на секојдневниот начин на живење за да превенираме не само повреди кои што може да му се случат на секого во било кое време, ризик за тоа рековме дека постои, но и генерално за сите останати причинители на оваа болка во рамото како што се нели другите заболувања кои сепак имаат и ризик фактори и потекнуваат од некаде, што се спаја во тој превентивен дел. Значи во превентивниот дел она што можеме ние да си помогнеме на сите луѓе си помогнат, нели? Не знаеме дали ќе падне или нема падне, тоа не може да го превенираме. Значи соодветното работење спорам кај физичките работници, колку што може да ги заштитат рамените, зглобовите, би било добро да се превенира, иако и тоа е тешко изводливо. Кај помладите луѓе, па и кај повозрастните, рекреација, физичка активност, па и движење, пешачење, да не речам вежбање, фитнес и тие работи, многу добро
делуваат и се во една, да речеме, превенција на повредите на сите зглобови, тука вклучувајќи го рамото. Рамото не може да го исклучиме како зглоб, дека само рамото може да го превенираме вака. Да, може да седиме дома со скршени раце, да не правиме ништо, меѓутоа тоа не е опција. Така да во склоп на една физичка активност, вежбање, фитнес, како ги превенираме сите зглобови, така ги превенираме повредите на рамото. Но тука треба да се внимава, се разбира, дека фитнесот се употребува и тежина. Значи сепак да и тука треба да се внимава, односно да се, да. Да. Само уште едно прашање во основа, кои спортови ги препорачувате за рекреација и за оние кои што имаат проблеми со рамото, не генерално за... Значи, обично пешачење, па преку планинарење, возење точак, значи се спортови кои што пливањето го спомнав неколку пати, го спомнам и сега. Значи се спортови кои што едноставно делуваат на целиот организам, помагаат на целото тело и се, да речеме, една спортска активност која што ги активира буквално сите мускули во телото. Ете, тоа нека биде совети препорака, но и предлог за оние кои што можеби не се занимаваат со овие спортови, а им треба и им е неопходно да почнат со истите, веќе зимски период и можеби е посоодветно да се занимаваме со тоа отколку надвор во природа, бидејќи не можеме ни да дишеме чист воздух. Тие што скијат, А тие што не скијат да пробаат. Да, бидејќи зимата е идеално време за тоа, особено кога има снег и кога имаме убав чист планински воздух. Ви благодарам, доктор Михайлов, што бевте мој гостин денеска и што имавме голем број јавувања, голем број прашања од гледачите. Точно е дека е чест проблем како што зборувавме или кога се договаравме за денешната тема и верувам дека на голем дел од нив помогнавме. Ќе се видиме со вас во следна прилика и со друга тема. Имајте убав ден, имајте исто и вие убав ден, останете со програмата на Алфа, следуваат нашите останати разновидни содржини, оние кои што се наши редовни гледачи тоа го знаат, а јас она што можам да ви го посакам на крај е да останете во добро здравје, да не следите секојдневно во 10 часот, секогаш се грижиме за вашето здравје, барем со совети и препораки кои што можеме да ги дадеме вака и утре имаме уште една тема, ќе зборуваме за дигиталната стоматологија. Што се содржи дигиталната стоматологија, од што се состои и во што се може да помогне кај овие проблеми, ќе слушнете утре во 10 часот на Алфа. Довидување и имајте убав ден.